Good morning, Mr. Orr. We are directly into the Добро утро, господине Ор. Ви се јавувам од Скопје, директно од емисијата Утрински брифинг. Најпрво дозволете да ви ја честитам главната награда Златениот венец на Струшките вечери на поезијата. Ви благодарам многу. Го читам вашето обраќање, повестта дека сте го добиле ова признание. Ви имате долгогодишни релации со фестивалот во Струга. Сте биле тука неколку пати, имате пријатели и своја историја со Струга и со Македонија. Да, знаете, сум бил наградуван со неколку интернационални признанија, но наградата во Струга за мене е навистина посебна. Бидејќи во изминатите 20 години во Струга сум бил 2 пати и првиот превод на мојата поезија на Балканот беше на македонски јазик, издадена во 2000 година, долги години пред мојата избрана поезија да биде објавена на српски и на бугарски јазик. Скоро во Струга имав можност да го сретнам Бонфоа, Трансстромер и мојот пријател Мирвин. И со враќањето тука во 2020 година како лауреат по сите овие години, чувствувам дека мојата работа е наградена затоа што сите овие години Струга всушност беше значаен дел од моите поетски дела. Сега ќе бидете во друштво на многу познати автори, некои од нив и нобеловци, како Бродски, Гинзберг, од Окуџава до Неруда, Хини, Тед Хјус и така натаму. Како е да се биде дел од истиот духовен простор на светската поезија и особено во однос на фестивалот кој се одржува речиси 60 години, бидејќи беше основан во 1961 година. Which is going on for almost 60 years. It was established in 1961. Како на своите пријатели на секаде во светот им го објаснувате ова? Struga and in various other places where you're sharing the poetry worldwide. Well, Struga really is a special place. You know, it's a Па Струга е навистина специјално место кое уште од многу одамна стана агора на светските поети и поезија. И кога доаѓам таму, знам дека доаѓам во земја и во град кои навистина ја разбираат и ја почитуваат поезијата, кои ја разбираат нејзината длабока вредност и мудрост, значењето на имагинацијата, креативноста и правото самостојно да размислуваат. Мислам дека таа традиција, во вистинска смисла, ја поставува Струга на првата линија на културата во светот. Навистина го почитувам тој вид на посветеност кој трае веќе 60 години. I really respect this kind of commitment that goes on already for 70 years. Вашата инспирација е длабоко вкорената во еврејската традиција, културата, историјата, како е тоа поврзано со останатиот нееврејски свет и како ја транспонирате оваа инспирација до луѓето кои можеби не се свесни за тие длабоки историски корени на еврејската традиција и култура. Мислам дека мојата поезија е подлабоко проткаена со јазикот на луѓето отколку со еврејската историја, бидејќи мислам дека предмет на поезијата не е љубовта, не е ни некоја одредена традиција, ниту политиката. Тоа е самиот живот. Мислам дека мојата поезија е вид на поезија која е за сите луѓе и за да ја читате, не мора да сте запознаени со еврејската традиција. Можеби освен една книга, но мојата поезија е многу хуманистичка и на некој начин интернационална за сите луѓе кои и да се тие. But otherwise it's very humanistic, very international in a way, talks to every human being wherever he is.
You are fulfilling a very Вие important сте дел од space многу in важна Israel, интелектуална and јавна not сцена only in во Israel, Израел и не само internationally, таму, of something туку и which на is called the меѓународен public план. intellectual. Не само што сте уредник на списанија, вие сте и влијателен глас во not only израелското editing општество, various кога се journals, работи за you're a very културни, но strong и voice политички in Israel прашања. society about cultural and even political problems. You're also heading some of the UN initiatives which Исто are така раководите со which are иницијативи dedicated to поддржани од studying the culture and Обединетите poetry, нации кои се посветени and на ширењето literature на in културата the и whole поезијата world. во светот. How do you Како see the гледате на role of улогата на the public интелектуалците во intellectuals јавниот today? живот денес? How does Како it тоа се прелева и translate надвор од more книжевниот beyond домен? their literature domain in a way? Well, I think it has to do with what I already mentioned. Тоа има врска со нешто што веќе го споменав. Поезијата можеби и воопшто интелектуалната мисла, но јас ќе зборувам за поезијата, ги сваќам како вистинска покана самите да гледате и да размислувате. Погледнете ги структурите на моќ. Тие не сакаат да размислуваме со своја глава. Тие сакаат да одиме на шопинг, да гледаме телевизија, да играме со компјутерот и секои 4 години да одиме да гласаме. Во таа смисла, поезијата значи да се открие нешто ново, добивање на можност да се запознаете со работи што не сте ги знаеле претходно. Па ако така ги поставиме работите, дури и најминорниот поет е бунтовник, дури и само поради фактот што донесува нешто ново. И мислам дека мојата интелектуална активност е само продолжение на пишувањето, на поезијата, затоа што никогаш не пишувам песна што ја знам, туку што е нова, што не ја знам. They say that Shakespeare has written Велат some дека of his Шекспир ги напишал most некои од famous, своите dramas, најпознати драми како King Кралот Lear Лир, and- например, и and други, some кога others. бил во While he карантин was поради in a чумата во quarantine тоа време during во the Европа. famous plagues in those centuries in Europe. How do you find Како inspiration? наоѓате and how do you инспирација и define како би ја the дефинирана ангажираноста на engagements творците, of, на поетите во ова creators, време of на корона? poets during the times of Corona? Well, I don't know about writers in general, but I can talk Не for знам myself. за писателите Yes, please. генерално, но можам да кажам за мене лично. Навикнат сум веќе на овој вид услови. Знаете, во Израел сега не може да се излезе од дома, но е можеби малку подобро во споредба со другите држави, каде што често патувам, како Латвија, Шпанија, Холандија. Живеам во еден вид на услови на монаштво, излегувајќи надвор само за да купам малку храна и пишувам по цели денови и ноќи. И кога не знам за што следно би пишувал, легнувам малку и го сонувам тоа. And if I don't know what I need to write next, I just sleep a little and dream it. You know, I'm completely inside my work. So for me, this is not a problem. Комплетно сум It's in a внесен way, во мојата работа. a poetry Значи, retreat. за мене ова не е проблем, дури е еден вид привилегија. Но се разбира, тука е опасноста, болеста, смртта, што е многу вознемирувачко и тажно. Но така ќе живеам се додека дишам и сум здрав. And I'm healthy, I do that. You've been for quite some decades Во into светот на this поезијата world сте of подолго poetry, време, you've неколку translated децении, вашите more дела probably се more преведени than на повеќе од 50 50 languages, јазици и често патувате и комуницирате со голем број ваши колеги. Како би опишале состојбата на поезијата денес? How would you assess the state of poetry today in the world? Well, I think poetry is really suffering. Мислам дека поезијата навистина страда од овој конзумеризам, кој од нас прави некаков вид роботи на системот. Денес поезијата е бунтовништво, како што кажав. Таа е за луѓе што не сакаат да станат луѓе што ќе водат таков автоматизиран живот. Но последно време гледам особено на интернет како се повеќе особено млади луѓе влегуваат во поезијата како начин да се изразат и тоа не само обично изразување, знаете, филозофијата е начин да се зборува за мудроста со внатрешната професионална строгост. Just a normal expression, you know. Philosophy is kind of speaking about wisdom and insight. It's the professional wisdom agent, but I think nothing can do with the thought, with the electric speed of thought. Но мислам дека ништо не може да се спореди со диалектиката и брзината на мислата како во поезијата. Само ретки филозофи како Ниче или Платон ја имале таа поетска дарба и можеле да се справат со тој интензитет на поетска мисла. Со поезијата можете да направите се, можете да се согласувате, да не се согласувате, да ја слушате, да ја протресете и уште повеќе други работи, исто како и со мислата.
Поезијата ја постигнува длабочината како ниеден друг говор што го знам. No other speech method I know can do. So I think poetry goes Значи, поезијата оди длабоко. Таа не е за слогани, таа е длабок процес на сликата за нас. deep processes within each of us. Mr. Orr, thank you very much for the opportunity Господин to Ор, talk ви to благодарам you за at можноста the да разговарам briefing. со I вас hope и to се see надевам you in дека ќе ве August видиме this во year. август Hopefully the овдека во virus Македонија. will Се stop надевам until дека then, до and тогаш then, вирусот ќе се опре и ќе имаме можност да уживаме во вашето друштво во Струга за време на фестивалот. During the summer festival there. I hope so. И јас се надевам сето ова ќе помине. Thank you very much again for your interview for the morning briefing, sir. Thank you. I'm looking forward to come to Struga. Thank you. Bye.